се повеќе граѓани плаќаат преку мобилен. Муцунски во работна посета на Хаг. Израелскиот врховен суд ја укина привилегијата. Надеж за примирие во Газа. Постојаноста е илузија, секој момент е неповторлив. Овцата Доли, првото успешно клонирање. Според најновите податоци од Народната банка, и во првото тримесечие од 2025 година граѓаните се повеќе ги користат мобилните апликации и платежните картички за дневните плаќања, наместо шалтери и хартиени уплати. Во споредба со истиот период лани, бројот на плаќањата преку платни налози пораснал за 2,7%, а нивната вкупна вредност е зголемена за 17,7%. Електронските трансакции преку интернет или мобилен телефон пораснале за речиси 13% по број и повеќе од 30% по вредност. Најголем дел од овие електронски плаќања се направени преку мобилни апликации, што покажува дека телефонот стана омилен начин за плаќање, поефикасен, едноставен и достапен. И плаќањата со картички продолжуваат да растат, бројот е поголем за 1,1%, а вредноста за 8,6%, благодарение на зголемената употреба и во продавници и за онлайн набавки. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија, Тимчо Муцунски, денеска е во работна посета на Хаг каде ќе се сретне со шефот на холандската дипломатија Каспар Велткам. Во рамки на посетата, Муцунски и директорот на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, Гоце Димовски, ќе ги презентираат инвестициските можности што ги нуди нашата земја. Презентацијата пред холандски бизнисмени ќе се одржи во Холандска агенција за претпријатија со цел да се привлечат нови холандски инвестиции. Посетата е во функција на јакнење на економската соработка и продлабочување на трговските односи меѓу двете земји. Израелскиот врховен суд минатата година го поништи децениското ослободување од армијата за ултраортодоксните студенти, што важеше уште од времето кога оваа заедница беше многу помал дел од населението. Воената служба е задолжителна за повеќето израелски евреи од 18 годишна возраст и трае од 24 до 32 месеци. Арапската заедница, која сочинува 21% од населението, во најголем дел е ослободена од војска, иако некои служат доброволно. Ултраортодоксните лидери стравуваат дека мешањето со секуларни војници и жени може да го загрози нивниот религиозен идентитет. Израелската армија најави дека ќе обезбеди услови што одговараат на ултраортодоксниот начин на живот и ќе развие програми за полесна интеграција на овие нови регрути. По 21 месец војна се зголемуваат надежите за ново примирие во појасот Газа. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху ќе има клучна средба со американскиот претседател Доналд Трамп во Вашингтон на 7 јули. Трамп најави дека ќе биде многу цврст во разговорите со Нетањаху за да се стави крај на конфликтот, истакнувајќи дека верува оти ќе има договор оваа недела. Нетањаху изрази надеж дека средбата со Трамп ќе придонесе за постигнување договор за примирие под условите што веќе се дискутирани. Израел и Хамас започнаа индиректни разговори во Катар за американскиот предлог кој предвидува 60-дневно примирие и ослободување на заложниците, но клучните разлики се уште остануваат нерешени. Вистина е дека реченицата не можеш два пати да влезеш во иста река често се поврзува со античкиот грчки филозоф Хераклит, иако тој никогаш точно не ја изговорил вака. Вистина е дека нејзината суштина длабоко го отсликува неговото размислување, дека се менува секогаш и постојано. Во оригиналниот фрагмент Хераклит вели: во истите реки влегуваме, а сепак не влегуваме, ние сме и не сме. Во друг фрагмент пишува: на оние што стапнуваат во истите реки, секогаш нови и нови води им течат. Вистина е дека иако реката изгледа исто, водата што тече низ неа никогаш не е иста. И ние, додека го повторуваме истото искуство, веќе не сме исти. Сме се промениле со мислите, чувствата, телото, перспективата. Вистина е дека Хераклит не подсетува дека постојаноста е илузија, се е во движење. Вистина е дека оваа мисла станува особено моќна кога се соочуваме со промени, било да е тоа крајна врска, преселба, нова фаза во животот или враќање на старо место со нова перспектива. Колку и да сакаме нештата да останат исти, вистина е дека природата на животот е токму спротивното, постојано течење, еволуција, транзиција. Вистина е дека тоа не значи дека ништо нема вредност затоа што е минливо. Напротив, вистина е дека токму затоа што се семенува, животот е толку драг. Секој момент е неповторлив, секоја средба носи нешто ново.
Иако може да се вратиме на истото место или кај истата личност, вистина е дека тоа веќе не е истото, ниту ние сме истите што бевме. Затоа, вистина е дека наместо да се плашиме од промената, треба да научиме да пливаме со реката, да ја прифатиме како природен дел од нашето постоење и да се прашаме не како да се вратиме во нешто што било, туку како да се сретнеме со тоа што доаѓа, со отворено срце и свесено. На 5 јули 1996 година родена е овцата Доли, првиот цицач кој успешно е клониран од возрасна клетка. Доли е создадена со помош на техника позната како трансфер на јадро на соматски клетки, што представува голем пробив во генетиката и биотехнологијата. Научниците од Институтот Рослин во Единбург, предводени од Иан Вилмут и Кит Кембел, зедоа јадро од клетка на млечна жлезда од возрасна овца Фин Дорсет и го префрлија во јајце клетка без сопствено јадро. Оплодената јајцеклетка беше имплантирана кај сурогат мајка, што резултираше со успешно раѓање на Доли. Клонирањето на Доли покажа дека диференцираните клетки од возрасен организам можат да се репрограмираат за да се создаде целосен, генетски идентичен организам. Овој успех го отвори патот за нови истражувања во регенеративната медицина, генетските терапии и технологиите за матични клетки. Доли живееше 6,5 години и беше еутаназирана на 14 февруари 2003 година поради тумор на белите дробови. Нејзиното клонирање предизвика голема дебата за можноста и етичките аспекти на клонирање на луѓе, па многу земји воведоа регулации или забрани, додека клонирањето на животни се уште активно се истражува. Се повеќе граѓани плаќаат преку мобиле. Муцунски во работна посета на Хаг. Израелскиот врховен суд ја укина привилегијата. Надеж за примирие во Газа. Постојаноста е илузија, секој момент е неповторлив. Овцата Доли, првото успешно клонирање.